татко? Сакаш уште едно локумче? Сполајте снао. Доста ми е ова. Јас и така сега ќе наминам до кајмеаната на Манас. Па таму со Гелета сигурно пак каве ќе пиеме, пак локумче ќе каснеме. Сполајте, доста е. Па тогаш нека ти е на здравје кафето, татко. Фала ти снао. На здравје, тате. Сполајте. Сега вака, јас ќе поседам уште тоа тука, да се преесапам за денот. Што да правам, како да правам. А вие, ојте и гледајте си ја вашата работа. Ајде. Нешто друго да ти треба, татко? Сега... Арно ми спомна. Една чаша маштеница да ми дајте да се напијам. Арно, јас ке ти донесам. Ајде. Од Сабајлево нешто не ми е арно. Ама... Ми се збора од кафето, Галива, а? Како да не ти е арно, татко? Појди ти кај Екимо да видиш најубо што ти е. Нема што да одам, знам што ми е, на гладно срце го испив кавето. Чуки, сакам малку перис да држам. Ами кога ти велев да поручаш, ама ти не сакаш? Сега. Хајде. Еве повели, тате. Така. Држи. На здравје. Сполајте. Ајде се. Да. Си седнеме на нашата маса. Таму ракијата и кавето ми се најсладки. Ано. Ајде. Сме остареле, пријателе. Сме остареле и сме станале табиетли. Додека бевме помлади, не гледавме на која маса ќе седнеме. Така си беше, Геле, така. Ама слушај, и староста не е лоша ако си здрав. Ето, што ми фали мене? Гледај ме. Арно си живеам, се без домакинка сум, ама ме чуваат. Арно е. Лесно ти е тебе, ти се погодија снаите и синовите, ти се погодија децата, те гледаат, те чуваат како мало дете. Така си ет, Геле, така си ет. Добри се. Не можам да се пожалам од децата, синовите. Вредни, работни се, снаите. Слушај, ако печелев, не жалам. Ете, сите сме заедно, живееме. Место арч да прават, тие од едното две прават. Тоа сакав да го кажам, ти се погодија децата. Така, слушај, ама и јас си ги учам, уште од малечки, да си знаат како се работи, како се прави сермија.
Туку, слушај бе, Манас бе, го нема нешто. Не се успал бе, кај негов ме ние. Чекај да го викам, Манас, а? Остави го. Тој си има голема мака. Чекај, ќе го викам. Манасе! Манасе, бре! Ела, мамо, бре! Добро дојавте, пријатели. Здраво, живо. Седни бе, Манасе, седни бе, дај бе. Тука на муабет се вативме со гелета. Абе, слушај да ти кажам, арми сме. Простете што почекавте малку, ама и јас имам една мака со... Знаеме за тоа. И јас ти велам да не ставаш камен на душа. Од пишаното не се бега. И слушај да ти речем. Дели ги, дај им што сакаат, но ти без ништо да не се оставаш. Пријатели, јас со таа мисла се носам. Од лошо по лошо си рековме. Те гледаш, само расправи и пајде. И викам, ајде да делам. Така. Да, кој каков му е грбот, таков нека му биде и самарот. Така, на секој својот дел. Само ти без ништо да не се оставаш. Разбра? Така. Умно велиш. Значи, нивното нив, а моето си е мое. Така. Така. Што е нивно? Што е твое, нека си е твое. Арно ти вели геле. Туку слушај те, оттамна ние седиме вака без ништо, ти да станеш ме да донесеш од таа нашата? Се заборавивме од муабети. Ајде, веднаш не. Добар ден. Добар ден, дете. Кажи, бредете, што треба? Ме пратија од дома, треба манџа да ми дадеш. Геле, рарно го подучи. Со тоа што му рече и за себе дел да си остави. Море. Ти текнуваат такви работи. Останало во мене нешто од еврејската крв на дедо ми. Ајде да се напиеме. Ајде. Од Седни, вашата. Манас. Ај за мене една чашка си. Седни, ајде. Седни си. Од која ми го кажавте онај муабет, ми олесна малце на душава, геле ми олесна. Така. Ајде. Поинаку гледам на работите, поинаку. Ќе туриш или да тура? Јас ќе викам. Така. Прво за тебе, Така. па Тај. за гелета. Геле, пробај, да не сум ја утнал работата. Галиба не си ме, Манасе. Ајде, Господ нека да издрави. Живи и здрави, дечината, сите. Ајде. Кај да е сега ќе дојде? Ова време секогаш е дома за ручек. Значи ти ќе му кажеш. Па, најстаре. Рејте тој да каже. Зошто да не кажам, бе? Ниту лоша мисла имам, ниту сакам нешто лошо да направам. Каков што е, ето така треба да биде. Да. Така треба. Добар ден, деца. Добар Добар ден. ден, татко. Татко. Седнете. Абе, што е оваа работа, бе? Нешто сте ми чудни, а?
Прв пат да дојдам дома, масата да не е поставена, ручекот да не е ставен. Што е работа, бе? Да не се разболел некој, али не дај Боже, да не умрел некој. Прости, татко, сега ќе наместам. Ние седнавме да се договориме нешто, па не знаевме дали да ти кажеме предручек или поручек. И решивме да ти кажеме предручек. Затоа не е клаено на масата јадењето. Девек толку е страшна работата, што ако е со ручек или после ручек, може да се задам од некој завата да умрам. Што е работата? Хајде, Татко, хајде кажете. Не е страшна работата. Ама, ете, не знаеме како, никогаш не сме го правиле тоа порано. Хајде кажете, не плашете се, не е ништо страшно, кажете. Што иде? Кажете, хајде. Епа, Кажи. ете се, ние се договоривме да не поделиш. Да ни го дадеш она што мислиш дека треба да ни го дадеш и секој да си фати со својата среќа понатаму. Ете. Ами, тоа не било ништо страшно. Тоа е тоа, значи, а? Таа е работата. Досега вмеана на Манаса ум му дававме. Што да прави, како да прави со децата. А Галиба, требало мене ум да ми даваат. И така вели, да ме поделам. Да не поделиш, ама само за убаво да биде. Ние пак тука ќе си останеме сите заедно. Само колку да си ја пробаме среќата, да видиме што можеме, нели, сами, да не велат по село дека, ете, татко ви помага. Да. А? Еми, ако е така, клавајте да ручаме, тука нема ништо страшно. Се знае, се што имам јас е ваше. Ќе ве поделам вајцата, се е за вас. Мене ништо не ми треба. Јас цел живот работев и печалев за вас. Јас не сакам ништо. Чунки, јас сум си при вас. Така ли е? Така е. Така. Значи се е ваше. Ајде. И така велиш, а? Да, бе, така. Абе, велам, се што печалев, за вас го печалев. Па да ме поделам. Полојна на едниот, полојна на другиот. За себе ништо не задржав. Чунки за нив печалев, а тецата мој ги знаете какви се. Абе, ни А, ни П. Ако татко, ти како што ќе кажеш. А знаете? И тие истото од уво по уво. Велат, па ми ние сега пак ќе си бидеме на исто, само на две огништа. Заедно ќе видиме. Па што ми е така, ајде да наздравиме. Ајде. Ајде. Со среќа и за напредија. Амин. Овие деца ги гледат прв пат. Од кое село сте, бре, деца? Од Горно село. Од Горно село, затоа не ве познавам. Па ово е на Јована, бре, синот. Така, и мене ми заличува тука, ајде, на здравие, ајде.
Знао, кафето? Почекај малку, татко, има многу работа. Ке одиш, а? Ќе одам, земи снао со четка. Си имаат работа, а јас. Четката, кавето. Ајде. Пак ми доцниш. Со саатите чекам, пријателе. Секој ден се подоцна ми идеш. Од утре да знаеш, ќе те чекам во мејаната, барем на нога да не сум. Добро, хајде. Што ти е? Да не си нешто болен? А? Не сум болен, здрав сум, што ти е, не гледаш? Па тогаш да одиме. Хајде да одиме, хајде. Манасе, дај едно благо кафе. Кафе, велиш? Стvarno su, кафе. Сега ќе ми кажеш што е тоа што не чини. Не си каков што беше. Ми доцниш, те гледам, не си таков. Не си таков ни за гледање, ни за слушање. Ја сега и кафе нарачуваш. Па ти до сега кафето го пиеше на крај. Знаете, не те пушта од дома без кафе, а сега со кафе почнуваш. Има работа, нема време. Слушај, ваму, пријателе, се чини дека твоите снаи толку многу работат, па само за тебе немаат време. Немој да ми се налутиш за ова што ќе ти го речам. Ама, од некое време те гледам, па ти си неисправен. Не фрчал сам, не испеглам. Кажи што ти е маката? А? Знам, не треба да ми кажуваш. Им даде се на децата, не си остави ништо за тебе, па сега не сакаат да се врткат околу тебе. Немаат лоша мисла тие. Па не реков јас дека ти имаат лоша мисла. Таа си доаѓа сама од себе. Ти реков јас да отвораш очи и да не им даваш се. Да оставиш нешто што ќе ги држи до крај. А ти не си остави ништо, не? Види бе, Геле, си велам, мои деца се. За нив работев, печелев. Од кај да знам дека ќе дојде до ова? Тука сгреши. Тие не мислат ништо лошо да ти направат. Туку тие веќе во мислата те забораваат. Те немаат во мислата и така. Те забораваат. Те сакаш ли сега? Јас да ти помогна? Ти? Како? Ќе ти дадам пари.
И то бајали пари ќе ти дадам. Чекај. Не можам да ти вратам, знаеш дека немам ништо. Чекај, дослушај ме. Ќе ти дадам пари. Пари, а ти ќе земеш едно грне, или некоја кутија, ќе седнеш во собата до џамот и ќе ги броиш парите. Тек. 1432 алтани, а сега лини. 234, 35, 36, 7, Татко, може една ракијичка? Сполајте, знам, не треба. Слушай, бе, татко. Не можам уште сега ракија. А малку сладко да каснеш? Вели сладко. Дај го. Добар ден, татко. Добар ден. Добар ден, деца. Како си? Браво. Сполај го на Господа. Јас мислев дека вие сте веќе отидени на работа, мислев на нива сте, копате, работите, а вие тука сте биле. Ајде јас ќе одам дока Геле да не ме чека. Седи малку тука да те подпрашаме нешто. Геле, ќе почекај. Вака, јас и братот фативме една голема работа. Па ни треба, да, уште малце пари ни недостигаат, ако имаш нешто да ни дадеш. Од делбата нешто ако останало, па после ние ќе ти вратиме. Добро, знам дека е така, ама видете да ви кажам, имам јас пари, не дека немам. Гревото е да ве лажам, ама си ги чувам за мене. Сакам нешто да имам, за лошо, за арно да ми се најдат. Нека се кај мене. Зошто да лежат така мртви кога може да ги вртиме ние? Ама реков, јас се што има ви поделив како сермија и работете со тоа. Сега, парите нека стојат за мене. Пак да речеме на крајот, чии се тие пари? Ваши се. После мојата смрт тие пари се ваши. Така. Ајте сега јас да кинисам. Ајде. И ти кажувам, Геле, така... само се врткаат околу мене. Тате, сакаш ли ова, сакаш ли она, сладко, благо, дубово, пово. Браво, бе, Геле, за ова работа, бе. Ти реков јас дека во мене останало нешто од еврејската крв на дедо ми. Па, можев јас и порано тоа да ти го кажам, само ми беше незгодно да не ми се налутиш. Се си убаво, Геле, ама ете, јас клекнав, бе, не сум кој што бев. Добро, што ти? Ево ти знам што ми е, ама не сум како што бев. Дај да фрлиме по една и ќе ти помине. Мала се, дај ме по една. Зора зазорила, сонце огрејало, Милкина градина. Мала се, бре. Милка не станува, дорој да измети, постела болна легнала. Браво, Манас. Крај постела седи, нејзиното ливе, со понада во раце. Волевата Дуња
во десната прстен, Милка да ја веначава. Камбаните бијат, стани Милке стани, за нашата венчавка. Милка ми станала, враце му паданала, млада Милка умрела. А што ви кажа песна? Од каде ја најде бре Манасе? Ај на здравје бе за оваа песна. Ајде, ајде. Ете, деца, дојде време душа Богу да предадам. Немој, татко, не збори така сега. Еве го викнавме Екимот, тој ќе дојде ќе каже што треба да се прави. Донесам нешто, татко, е? Не треба ништо, не сакам. Направив пилав со шекер. Ке пробаш да ти донесам? Не можам, немам ишта, Керко, не ме бидува поиќе. Аман бе, татко. Што да ви кажам? Гелета да ми го поздравите многу и да му благодарите, а тој ќе знае за ошто сум му благодарен. Ќе му кажеме, татко, ќе му кажеме. Друго да не имаш нешто да ни кажеш, татко. Нешто, некоја порака да оставиш, али нешто друго за нас. Еми, да си се слагате кој што се слагавте досега, да не се карате еден со друг, со невестите убаво да си поминувате, со родни, ни пријатели, со сите арно да си терате, ете тоа. Така, арно тоа, татко, туку да те прашам за оние пари што ги спомнуваше тогаш. Да ни кажеш нешто за нив, каде се? Да не ги бараме низ куќа, да не пребаруваме. Арно ми текна, ќе заборавев за парите. Парите си стојат. Парите ми се закопани. Ќе ви кажам каде се, ама од вас сакам да ми ветите нешто. Дека додека душа Богу не предадам, дека нема да ги откопувате. Ми ветувате ли, а? Ти ветуваме, татко. Од лај душа вртам. Ајде да ви кажам, наведнете се. Сите, слушајте, парите се во долна на нива. Ова ви е аманет од мене, деца мои, до вас и до сите што ќе слушнат. Кој ќе си даде се на децата и ќе се остави без пари, нека си го пикне овој рок, кај што не му е местото во гозо. Ова е за тоа, оти ич не ме гледавте кога останав без пари. Оти ви ги дадов вам. Ова да го имате како аманет од мене.